На почетокот на ова издание на вестите актуелности од аграрната сфера. Асоциацијата на земјоделци бара годината да се прогласи за елементарна непогода за житариците. Очекуваат владата да им помогне на земјоделците со дополнителна финансиска поддршка од 30.000 денари по хектар. Да се прогласи елементарна непогода за житните култури бара Асоциацијата на земјоделци. Иницијативата доставена до Министерството доаѓа по катастрофалните приноси од жнејаник и јачменот, намалени дури за 70%, а и очекуваните околу 50% послаби приноси кај пченицата. Како што се направи проценка на штетите од градот, поплавите, бараме комисиите да ја утврдат штетата од сушата и кај житариците, владата да ги обештети и земјоделците со 30.000 денари по хектар, бараат од Асоциацијата на земјоделци. Сите земјоделци кои ќе пријат своите штети, дека не можат да жнеат и дека сите кои имат пријавени субвенции и кои ја применувале добрата земјоделска пракса, а немаат никакви резултати, ние предлагаме обештетувањето да биде 30.000 денари, затоа што тоа е висината на основните трошкови. За намалување на последиците од сушата и покривање на трошоците на производство, а со цел да им се помогне на земјоделците во оваа за нив изгубена реколта, од Асоциацијата бараат и други олеснувања за земјоделците. Сите што имаат земја под концесија, да не ја плаќаат концесијата, да не плаќаат воден допринос, да бидат ослободени. Затоа едноставно не можат да ги платат, немаат жетва, немаат приноси, немаат никакви приходи за да можат да се ги намерат оваските. Поради лошата година за житните култури, Асоциацијата бара и владата да биде посредник, односно медијатор меѓу банките и земјоделците кои земеле кредити, а тоа значи поради тоа што нема да имаат добивка една година да бидат ослободени од плаќањето на ратите и провизијата за кредитите земени за нова земјоделска механизација. И календарски, според температурите, летото е веќе присутно, па еве ги препораките. Поради високите температури, Министерството за здравство препорачува да се избегнува директна сончева изложеност и престојно отворено во периодот од 11 до 17 часот. Носење светла и лесна облека, заштитни очила и капа, консумирање лесна храна и течности, најдобро обична вода и избегнување алкохолни пијалоци. Министерството за здравство посебно препорачува хронично болните лица редовно да ја земаат пропишаната терапија. Во текот на ваквите екстерно топли денови, останете си во затворени простори, пред се климатизирани, а при неопходен престојно отворен простор најдете можност за почести одмори под сенка. Пред влегување во возило, тоа да се проветри, да се внимава при подготовка и консумирање на храната, да се избегнуваат термички необработени производи, како мајонесот, домашни јајца и внимателно да се јадат сладоледи и разни кремови. Се препораките од Министерството за здравство. До крајот на ова и во текот на идната недела температурите ќе бидат над 30 степени, а долж по Врдарието и над 35 степени. Продолжуваме со денешните советнички активности. Советот на општина Штип по паузата поради прекинатите мандати денеска ја одржа 54-та седница на која се донесаа неколку значајни одлуки, меѓу кои за учество во проектот велосипедска патека, избор на советници кои ќе присуствуваат на склучување бракови и така натаму. Регионалната депонија која треба да се гради меѓу Свети Николи и Пробиштипа, на која ќе се складира отпадот од градовите и селата во источна и североисточна Македонија, беше една од централните точки на денешната седница на Советот на општина Штип. Владко Панов, кој е вклучен во овој проект, појасни дека Штип ќе биде една од поголемите претоварни станици, а најпрвен ќе се згаснуваат помалите депонии. Додека се реализира ова одреден период на депонијата во Штип, ќе се складира и отпадот од карбинци. Физибилити студијата и комплетните други активности, нашата депонија Трештена скала и депонијата на општина Кочини ќе биде меѓу последните затворени депонии. И согласно другите процедури што за воспоставен интегриран систем за отпад, нашата депонија ќе биде трансфер станица, значи дел временски период од како ќе биде затворена депонијата у Карвинци, тај мал временски период ќе се носе отпадот на територија на нашата депонија Трештена скала и од тука заедно кога ќе се затвара депонијата според стандардите и прописите на Европска унија, тогаш ќе се носе на новата регионална депонија за управување со отпад.
Источниот и североисточниот регион, кои ќе имаат заедничка депонија, се најнапредни во делот на документацијата и проектите поврзани со депонијата. Регионалната депонија се гради со средства од фондовите на Европската унија. За неа ќе бидат издвоени 35 милиони евра. До сега се потрошени околу 5,5 милиони евра за изработка на документи, студии и планови за изградба на депонијата, која ќе има 3 поголеми и исто толку помали претоварни станици. Секој домаќинство ќе има по 2 контейнери, од кои во едниот ќе се става отпадот за рециклирање, а во вториот органскиот, односно домаќинскиот отпад. Оптимистички е дека оваа депонија ќе се изгради до 2020-та, а крајниот рок е 2022 година. Следното известување е од Управата за јавни приходи во која се вели: субјектите кои вршат промет и услуги за кои плаќањето се врши во готово, задолжително да издаваат фискални сметки на потрошувачите на начин пропишан со Законот за регистрирање на готовинскиот промет. Според првичните анализи на податоците од онлайн системот за следење на готовинскиот промет, констатирано е дека голем број на фирми, особено во угостителството, не го регистрираат прометот во целост, а на адреса на УЈП постојано пристигнуваат и пријави за издавање на сметки кои не се фискални. Укажуваме, се вели во известувањето од Управата за јавни приходи, дека употребата на опрема од неовластени производители кои ги немаат функционалностите и карактеристиките на фискален систем на опрема, фискална апаратура и интегриран автоматски регистер за управување или ГПРС е спротивно и казниво со закон. Управата за јавни приходи најавува заследен мониторинг на готовинскиот промет и присуство на терен во делот на фискализацијата, поради што се апелира даночните обврзници да ги исполнуваат законските обврски со цел избегнување на казни. Едукативно-хуманитарната организација ЕХО во мрежа со други граѓански здруженија успешно ги реализира активностите за давање бесплатна правна помош на граѓаните од ранливата категорија. Едукативно-хуманитарната организација ЕХО заедно со други организации работеше во мрежа од проектот за пристап до правда во Република Македонија. Проектот опфаќаше и нудење на бесплатна правна помош. Во текот на 18 изминати месеци, овластените здруженија од мрежата на овластени здруженија за бесплатна правна помош постојано примаа странки и вкупно во 1305 случаи дадоа претходна бесплатна правна помош, која што се состоеше од општи правни информации, иницијални правни собити и им помогнаа на 57 граѓани да поднесат барања за одобрување на бесплатна правна помош, односно да Министерството за правда им додели бесплатен адвокат за решавање на судски управни постапки. Истовремено, како резултат од овој проект е изготвениот финален извештај во кој што се утврдени недостатоците на системот и дадени се препораки за надминување на недостатоците, како извештај, односно истражување за задоволството на граѓаните кои побарале бесплатна правна помош од услугите кои што ги даваат здруженијата. Во Источниот регион ЕХО е овластеното здружение за проектот кој нуди бесплатна правна помош. Над 250 лица веќе добиле бесплатна правна помош. Најмногу се бара услуги од социјалната заштита, семејното насилство и така натаму. Во Источна Македонија само ЕХО овластено здружение за бесплатна правна помош. Кај нас се обратиле вкупно 260 лица заклучно со мај месец. И најмногу, гледано генерално, најмногу граѓаните бараат правни совети, информации од областа на социјалната заштита, социјалното пензиското и инвалидското осигурување, како имотните односи, потоа следуваат прашања за заштита на деца и жртви на семено насилство. Под нив се работните односи и најмалку застапени се заштита на жртви на казниви дела. Со слични проекти ЕХО продолжува и во наредниот период, а финансиите за реализација на проектните активности се обезбедуваат преку фондовите на Европската унија. Каде и да тргнете, возете внимателно и почитувајте ги правилата и прописите на сите патишта.
Пред продолжениот викенд, кога голем број на граѓани патуваат до некои од туристичките дестинации, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата денеска излезе со црна статистика и апел за внимателно да се вози. Неофицијалните статистички податоци покажуваат дека заклучно со 15 јуни годинава 36 лица го загубиле животот во сообраќајни несреќи на улиците и на патиштата во државата. Од Републичкиот совет велат дека искуството и статистиката покажуваат дека пред нас се 100 најкритични и најцрни денови кога е во прашање безбедноста во сообраќајот. Во 2016 година во јуни 11 лица го загубиле животот во сообраќајни несреќи, во јули 26, во август 19, во септември загинале 9 лица. Оваа година во јуни неофицијално 8 лица го загубиле животот во сообраќајни несреќи. Секоја година во периодот јуни-август двојно се зголемува бројот на загинати и на повредени лица во сообраќајки. Предупредуваат од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Најчести причини за сообраќајните несреќи во овој период од годината се наведуваат брзото возење, неправилното пристигнување, заморот, алкохолот, потоа високите летни температури кои влијаат на способноста на возење, како и некористење на сигурносен појас или кацига. Пред 2 дена беше промовирана персоналната библиографија на професор Душко Цацков, а денес се промовира персоналната библиографија на познатиот штипјанец истовремено и професор од светски ранг Методи Чепреганов. Промовирана персоналната библиографија на професор Методи Чепреганов. Оваа книга е од големо значење за мене, а градот ми направи огромна чест, истакна познатиот професор од светски ранг на денешната промоција. Јас сум денеска пресреќен, презадоволен, благодарам на библиотеката која се сети да го направи това. Овде имам родокрајно оделение, они ми отворија, така да целата моја библиографија и едиции се таму поместени. Ако Бог даде третак едиција на енциклопедијата, ја очекуваме, ова ќе го најавам сега, месец, 2, 3 се печати во Милано, кој ќе излезе, ги замолив денеска да ми направат една промоција на таа книга и сакам да ја подарам на моите граѓани како еден спомен дека еден од Штип излегол во некој, да не кажам, светски водини. Во персоналната библиографија на 180 страници се сместени 260 библиографски единици. Можат да се прочитат интервјуа, предавање на меѓународни симпозиуми, а последните страници се резервирани за дел од приватниот живот на професорот. Во библиографијата се сместени 30 монографски публикации од професор доктор Методи Чепреганов, потоа статии или составни делови од сериски публикации во кои ги објавува професорот, потоа статии за професорот и интервјуа со професорот доктор Методи Чепреганов, кои што се објавени во сериски публикации. Има над 130 предавања со кои професорот учествувал на меѓународни симпозиуми и конференции, гостувања во емисии на телевизија. Невропсихијатарот Методи Чепреганов роден е во Штип, а во 1962 година се запишува на Медицинскиот факултет во Скопје. Специјализација по невропсихијатрија завршува во Скопје, а субспецијалистички студии во Париз, Франција. Член е на Европската асоциација за клиничка неврофизиологија и епилептологија за земјите од француско говорно подрачје, а е награден и со орден од страна на првиот министер на Франција во името на Министерството за наука. Пред минутите за спорт од полицијата следнава вест. Поднесени се кривични пријави против 41 годишното лице со иницијали ЗА од Јакимово и лицето МК на 50 години од село Ангелци, општина Василево, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело производство и пуштање во промет штетни прехранбени и други продукти. Лицето ЗА од градската депонија во Виница, со која што стопанисува јавното предпријатие за комунални услуги Солидарност од Виница, собирал исфрлени прехранбени продукти, а потоа ги преработувал и произведувал чоколадни пити за продажба. Лицето МК од општина Василево на 28 март годинава
од ЗА купил 13 пити со црно чоколадо завиткани во најлонска фолија со вкупна тежина од 231 кг. 4 вреки со рефус бисквити со надпис Винчини со вкупна тежина од 67,6 кг и 5 вреки рефус чајни колачи со вкупна тежина од 108 кг со намера да ги пушти во промет. И на крајот фудбал. Утре и задутре во организација на фудбалскиот клуб Мал Ајакс ќе се одигра првиот меморијален турнир Ѓорги Стојков Пивка. На турнирот ќе настапат екипите на Мал Ајакс, Вајдар, Брегалница, Академијата Апостолов Пандев и Марек од Бугарија, играчи од генерацијата 2005 и 2006 година. Во чести спомен на некогашниот фудбалски голман Ѓорги Стојков Пивка во градот Штип ќе се одржи првиот меморијален турнир кој ќе биде од меѓународен карактер. На првиот меморијал се поканети ќе настапат екипите во кои тој некогаш настапувал или бил тренер. Градот Штип ќе биде домаќин на фудбалски клуб Мал Ајакс, организатор на првиот меморијален турнир Ѓорги Стојков Пивка. Домен е председателот на фудбалски клуб Мал Ајакс Владко Манев зона како течат подготовките и кои се екипи ќе настапат на овој меморијал. Така е, овој викенд фудбалскиот клуб Мал Ајакс ќе организираме турнир за деца родени генерација 2005 и 2006 за турнир меморијален за нашиот познат легенда голман на Штип Ѓорги Стојков Пивка. Мислам дека тој мислам дека околу 20 години беше голман во овој град Штип, во Брегалница. Кариерата како тренер заврши во Мал Ајакс и наша цел е неговото име да остане вечно запаметено во фудбалот. Ово ќе биде прв турнир, се надеваме дека секоја година ќе го негуваме, ќе го шириме и ќе биде традиционален. Колку екипи ќе настапат и кои ќе бидат термините и каде ќе се одржува турнирот? За прва година одлучивме на турнирот да учествуваат екипите кои што оставил Ѓорги Стојков Пивка впечаток. Тоа ќе бидат екипите на Брегалница, ќе биде екипата на Марек од Бугарија, Мал Ајакс, имаме голема добра соработка со Апостолов Пандев од Штип и наш гостин кој што исто Вардар од Скопје како еден од најдобрите, најквалитетните екипи за да турнирот биде во високи квалитети на фудбал. Каде ќе се одржуваат терминот и термините кои ќе бидат, во кои деништа? Значи, термините ќе сабота и недела викендот, почнувајќи од 18:00 сабота на Вештачката трава на Белобрадо, недела од изутрина од 9:30 ќе почнат полуфиналните и финалните надпревари се до 12 часот. Турнирот ќе бидат доделени наградите и турнирот ќе биде завршен. За прв пат, значи, ќе биде ова одбележување на Ѓорги Стојков Пивка. Рековте дека ќе настапат повеќе екипи. Каква е соработката досега со тие екипи и што очекувате понатаму? Значи, сите овие екипи имат големо мислење за Ѓорги Стојков, за нашиот голман тренер, бидејќи сек да има работено најмалку по 5 години, сек да оставил добар впечаток, позитивен впечаток и едногласно со една мисла сите се нафатија да дојдат без никакви проблеми. Значи во саботата надпреварите ќе бидат во ноќен термин од 18, а во неделата утрески од 9:30. Па да, гледаме, бидејќи се работи за деца, да ги искористиме ова топло време, да нема некакви последици по децата, така да термините се добри и ги покануваме сите љубители на фудбалот или негови пријатели да дојдат, да го погледат малку децата во чест на нашиот фудбалер, тренер Ѓорги Стојков Пивка. Исто така, викенд, в сабота 21:00 во хотел Изрев ќе има промоција на книга на голман Гуман за Ѓорги Стојков Пивка. На стадионот во Белобрадо утре сабота во 18 часот ќе играат Мал Ајакс и Брегалница, а од 19 часот екипите на Вардар и на Марек играчи од генерацијата 2005 година. Истовремено во истиот термин ќе играат и екипите од генерацијата 2006, Фудбалска академија Апостолов Пандев против Вардар и Мал Ајакс против Марек. Во недела од 9 часот и 30 минути ќе се играат полуфиналните надпревари, а од 10 часот и 30 минути финалниот надпревар, пошто ќе се еди церемонијално доделување на награди на најдобрите екипи и поединци.
Овде е крајот на петочното издание на информативната емисија. Благодарност за вниманието, имајте убава вечер и пријатен викенд.